Нема закон, нема ред за Индоминерали од Пробиштип. Само на општината за концесија рудникот и должи 9 милиони денари, што значи дека од почетокот на годината досега по овој основ не е уплатен ниту денар. Концесискиот надомест се плаќа најдоцна 15 дена по завршување на кварталот. За жал, нашите концесионери, односно компанијата која што управува со рудникот, до сега должи 3 цели квартали неплатен долг и еве веќе четвртиот квартал е половина поминат. Ова за општината значи и големи главоболки и проблеми, зашто станува збор за сума од околу 14 милиони денари на годишно ниво, која рудникот треба да ја плати, а која однапред е испланирана. Од тука, ако концесијата не се плати, општината ќе се најде на срам пред граѓаните за она што на нив им го ветила. Имаме сериозни проблеми во работењето, односно во реализација на програмите за работа на општина Пробиштип. Пред се однесува на оние проблеми кои што ги имаме нотирано на барање на граѓаните, или се однесува на реализација на програмата, односно на инфраструктурните проекти кои што ги имаме ветено на граѓаните, а не сме во можност да ги реализираме, бидејќи го немаме тој приход, односно не можеме да направиме тендер, да избереме изведувач, бидејќи не можеме да му платиме за работата која што ја сработил. Токму и поради ова општината подитно бара начин како рудникот да се стави во ред и обврските да си ги подмири онака како што треба. Сме приморани на некој начин да бараме од владата на Република Македонија, од ресорното министерство, односно Министерството за економија, да ги наплатиме нашите побарувања кои што ги имаме од Индоминерали и Метали и на некој начин да ги натераме да работат подомакински, односно да работат согласно законските регулативи и согласно обврските кои што ги имаат преземено со подпишување на концесискиот договор. Според законот за концесија, концесионерот е должен да го исплаќа надоместокот не подоцна од 15 дена од истекот на предвидениот квартал. За концесија Индоминерали на општината треба да и плати 2% од произведениот метал во концентрат, што во случајот е околу 14 милиони денари. Сумата представува 5% од вкупниот буџет на општината или пари доволни за асфалтирање на 10 улици во Пробиштип со просечна должина од околу 1,5 километар.